Во пресрет на летната туристичка сезона и очекуваните високи температури, Охрид превентивно се подготува за заштита на шумите, пасиштата и други отворени простори од пожари. Околу 120 доброволци вработени од предпријатија се обучуваат за да можат да одговорат на задачата. Многу е битно да се обрне внимание на луѓе кои би се уклучили во таа активност, како и во други држави, нели, да се сертифицирани, да имаат сертификат со кој ќе бидат обучени да можат да се справуваат со адекватна опрема, со адекватни обуки. Од овде ќе се продолжи понатака со размена на искуства со искусни секако луѓе етаблирани во област на гаснење и справување со пожари, превенција, така да е сето тоа во правец на престојната сезона да ја пречекаме поподготвени на ваков начин. Големиот број катастрофални пожари кои зафатија земја уште еднаш покажаа дека итно е потребно координирано и здружено делување од страна на надлежните институции. Потребно и меѓудржавно зајакнување на соработката со Албанија за поголема заштита на националниот парк Галичица. Општината вложува и ланска година, додуша пред пожарот, и годинава координирани мерки со сите предпријатија, постојано имаат насоки, превземаат активности со градоначалникот како нели одговорен во кризниот штаб и сите други чинители. Имаат некои насоки од ЗЕЛС исто така за подобрување на превенцијата и заштита и уште сега треба да се води рачун. Според добрите познавачи, многу важен сегмент при справувањето со пожарите во една земја е волонтеризмот. Државата мора да дава поддршка за стимулирање на волонтерите, за обука и опрема. Нина Аритоновска, Сител телевизија.